Добар ден и добро дојдовте во петочното издание на Отвореното Студио 1. Јас сум Владко Чаловски, ова е мојата колешка Јана Јосифовска. Јана, нема да речам дека ова е последното Студио 1, бидејќи не е. Денеска заокружуваме втора сезона од Отвореното Студио, меѓутоа студиото секако продолжува. Од понеделник веќе со Вимблдон, а потоа се враќаме и ние. Ќе ги одмориме, ќе не гледаат нас и на терен во информативните изданија, иако не во Отвореното Студио 1. Добар ден и од мене. Во продолжение следува генералната најава, односно ќе ве информираме што се ќе содржи ова наше петочно маратонско Отворено Студио 1. Започнуваме со линковско јавување во живо на колегата Игор Стефановски, кој што се наоѓа пред кривичниот суд, а тамо трае распитот на утрово приведените поранешни високи функционери и многу лица од различни области по повод она акција која што утрово беше спроведена за нелегална продажба на државно земјиште, па ќе слушнеме кои се најновите моменти и детали од колегата Стефановски. Потоа, како и секогаш во овој прв блок, продолжуваме со оние стандардни, како што знаеме да ги наречеме хайлајци, односно ќе се потсетиме на најинтересните поенти од вчерашните разговори тука во студиото. 14 часот и 30 минути секако продолжува информативното издание на во склоп на Отвореното Студио 1 и најновите информации со колешката Елена Џугуманова. Повторно сме назад во студиото во 15 часот и 25 минути, каде што на колегата на нас, всушност Чаловски и мене, ќе ни гостува Марија Јанковиќ, која што пак е дел од организацијата на Бич Филм Фестивал, односно еден интересен фестивал на филм на плажа и вода. 15 часот и 40 минути продолжува она стандардна анализа на вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Во 17 часот, како заокружување на дружењето со мене и со колегата Чаловски, тој блок последен ќе биде малку поинаков. Ќе биде посветен можеби повеќе на нас, односно тука во студиото ќе имаме голем број гости од колегите, каде што ќе ги сумираме сите оние впечатоци и импресии од секако втората сезона на маратонското Отворено Студио 1 и да ќе слушнете и од нас, па и од нив како еве изминатава година им протекла. Веќе во 17 часот и 45 минути стандардно започнува забавниот дел, Звезда број 1, музичкото талент шоу, меѓутоа хайлајците и најинтересните моменти. Веднаш потоа ги имаме ексклузивците и секако Сергеј Варошлија со неговиот блок мода. Петочна вечерниот термин во Отворено Студио 1 со колешката Јадранка Костова. Во 19 часот и 20 минути гостува професорот од Јустинијан I Борче Давидковски. Повторно ќе се посветиме на темата околу образованието. Во 20 часот секако централниот дневник на 1 ТВ со Александар Петрески и Јадранка Костова. Веќе во 21 часот Јадранка Костова ќе има ексклузивно интервју со Бојан Јовановски, представник секако на 1 ТВ и БМЈ Медија Груп. За веќе во 22 часот да стартува секако спортското шоу, односно спортската емисија на колегата Сладјан Ивковиќ. Гостуваат Гораст Србљак, кој што е тенисер, и Златко Дијамановски, кој што е тениски тренер. Секако поводот она што и набрзо ќе се случува, ќе имате можност да го гледате кај нас во живо преносот од Вимблдон и со последното информативно издание се заокружува нашето маратонско петочно Отворено Студио 1. Да, како што најави Јана, уште на самиот почеток, нашиот колега Игор Стефановски е на терен. Пред да започнеме со оние хайлајци од студиото, Игор веќе го имаме. Да, веќе е подготвен. Игор, добар ден. Што во моментов се случува пред кривичниот суд? Дали има некакви нови информации? Кажавме во најавата, верувам дека јавноста е веќе добро запознаена со акцијата спроведена утрово. Повторно Јана Киевски приведен, тоа го знаеме. Повели со најновите детали.
Ја на најновите информации од пред кривичниот суд ќе ги имаме веќе околу 15 часот, кога веќе е најавена изјава од обвинителката во обвинителството за организиран криминал и корупција Ивана Трајчева, која што го води овој предмет со нелегалното доделување на парцели покрај кејот на Вардар во Скопје, кој што ги издало Министерството за транспорт и врски, се однесуваат за изградба неофицијално за хотели, но и за шпанските скалички, кој што беше проект кој што беше дел од проектот Скопје 2014. Дали ќе има одлуки до тој термин за 1 час, односно околу 15 часот, како што е познато веќе дека обвинителството бара притвор за екс-министерот за транспорт и врски Милјана Киевски. Такви информации се уште немаме, ниту пак дали сите 11 осомничени кои што се во овој дел од предметот на, односно истрагата на обвинителството за организиран криминал се спроведени пред судија на претходна постапка. Сите овие детали околу нивниот процес ќе ги дознаеме за околу 1 час, кога, како што напоменав, ќе биде и изјавата. Инаку Милјана Киевски, поранешниот министер за транспорт, се уште е во кривичниот суд. Тој требаше да биде испрашуван од судија на претходна постапка по барање на обвинителството за организиран криминал, а оттаму само со информацијата до овие моменти дека по неколку месечна се опфажна предистражна постапка, денеска по насоки на надлежен јавен обвинител од обвинителството за организиран криминал и корупција се презема действија за обезбедување на осумничени лица на повеќе локации во Скопје. Меѓу осумничените има поранешни високи функционери, административни службеници и лица кои вршат работи од јавен интерес. Е информацијата до овие моменти од обвинителството за организиран станува збор за нотари, меѓу другото и високи дел од раководни лица кои што се во опозицијската партија ВМРО ДПМН. Која е време ќе биде одлуката на кривичниот суд за тоа дали денеска, односно вечерва, ќе бидат доделени мерки притвор и дали ќе бидат воопшто доделени мерките притвор кои што ги бара обвинителството, тоа ќе останеме во текот на денот да информираме, а во делот на предистражната постапка на обвинителството за организиран криминал и корупција неофицијално станува збор за проневера на сума од околу 2 милиони евра и биле склучени нелегално 4 договори на лица кои што не би смеело да се вклучат всушност такви договори со Министерството за транспорт и врски, односно да бидат и практично според обвинителството неофицијално, така било всушност и нелегално и така всушност е нелегално доделени парцелите покрај кејот на Вардар во Скопје, како што кажав и пред малку, за изградба на хотели, но и за шпанските скали кои сепак не се изградија. Секако со повеќе информации во вестите во 14:30, но и изјавата од обвинителката Ивана Трајчева која е во најава. Јана? Да, Игор, ти благодариме за ова анализа. Игор, како што самиот најави, ќе имате можност, бидејќи е на терен, да го гледате и во информативните изданија на 1 ТВ, најновите информации. Така е. Да, секако најновите информации од Игор Стефановски, ќе повторам, тој е пред кривичниот суд. Но да се вратиме на она што е стандардна практика овде во студиото. Билјана Гинова, активистка за човекови права и ЛГБТИ активистка, гостуваше вчера во отвореното студио кај Анета Кочишки во пресред на она парада на гордоста која што ќе се случува веќе утре во сабота, прва во Скопје. Гинова ги повика сите граѓани масовно да излезат и да маршираат, бидејќи се работи за човекови права. Изминатите години, посебно во претходната влада, во Македонија навистина не беше лесно. И сега не е лесно, но тогаш беше навистина најцрниот период на хомофобија и трансфобија во Македонија. И ако не бевме многу, немаше да издржиме, па сакам тука да и поздравим моите останати колеги. Нема да се налутат останатите, ако јас тебе така те најавам. Да, но тоа е за мене важно. Втората работа е што оваа конференција е во соработка со трите партнери што ги споменавте.
Но она исто што е важно и зашто е историски важна конференција е што домаќин е Министерство за труд и социјална политика, односно домаќин е државна институција, што за прв пат во регионот, во нашиот регион, на Западна Европа и Турција, државна институција да е домаќин на ваква голема регионална конференција, каде што поканува и влади, и ЛГБТ луѓе и активисти на едно место. Она што наназад можеше да се слушне, нели, од овој активизам е токму важноста на тоа вмрежување на НВО секторот со тоа што е актуелна власт, односно тоа што е држава реално, за да се некако остварат основните, би рекле, човекови права. Дали сега се чувствувате дека сте дојдени во фаза кога тоа е сериозно остварено или почеток на некакво сериозно остварување? Да. Промените се осетија со самото менување на власта. Затоа што првата година од прилика неколку представници од власта, вклучително и премиерот Зоран Заев, се појавија на ЛГБТ и настани да дадат поддршка и солидарност со сите нас кои го преживеавме најцрниот период и кои ги преживеавме нападите. Затоа што имаше повеќе напади на ЛГБТ центарот за поддршка, но и на ЛГБТ активисти, кои за жал се уште не се решени, но се надеваме во овој тек на промени, дека еден ден ние ќе видиме правда и за тие напади. Таа прва година на декларативна поддршка и на изјавување на политичка волја продолжи во наредната година со промени на законски решенија. Прво се промени кривичниот законник и сега ги препознава кривичните дела од омраза сторени на основ на сексуална ориентација и родов идентитет, и тоа е на иницијатива на министерот Оливер Спасовски, тоа е за пофалба. Еден од клучните закони за кои се боревме со години во Македонија е закон за заштита од дискриминација, кој сега, благодарение на сите напори од Министерството за труд и социјална политика и секако во соработка со ЛГБТ активистите и останатите активисти, не само ЛГБТИ, се донесе закон за заштита од дискриминација, кој ги препознава сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи, но уште поважно ја препознава интерсекцијската дискриминација. Затоа што не е исто да си жена, лесбејка да речеме, која зема плата од 25.000 денари, е осигурана на неопределено време и да си да речеме лесбејка од некоја малцинска етничка група, да речеме ромка, например, и невработена и без образование. Значи, тие две, иако се лесбејки, имаат различно искуство на дискриминација. Новиот закон го препознава тоа различно искуство на дискриминација, затоа... Колку како активисти бевте вклучени во сите овие процеси? На менување на закони и така натаму? Ние како активисти сме вклучени во сите овие процеси, цело време. И пред да биде оваа нова влада на власт и со претходната влада, но за разликата е во тоа што тогаш немавме простор да влеземе во државата, во државниот апаратус, немавме простор. Работата беше сведена на нас самите. И се во услови кога немаш влез во државата, иако како и сите останати граѓани ги плаќаш даноците, ние тогаш мораше да најдеме различни креативни начини на реагирање. Еден од начините беше протест, затоа што никој во државата не слушаше. И она што беше најстрашно е што на физичките напади кои ги преживеавме немаше никаква осуда. Не збораме за правни постапки. Немаше никаква јавна осуда од ниеден представник од државните институции или од владата. Во тој случај ние излеговме на улица и протестиравме. И сега за разлика, повторно ќе кажам, за разлика од денес, тогаш солидарноста беше на многу пониско ниво и не можевме ни да собериме многу луѓе на улица за да направиме некои поголеми суштински протести. Но пак ЛГБТ и активистите се и политички активисти. И во протестите во 2015 и во 2016 ЛГБТ и активистите беа дел од тие протести, од тие политички протести против еден режим кој ете заеднички со сите останати граѓани во државава кои излегоа на улица заради неправдите кои тие ги чувствуваа, успеавме тој режим да го смениме. А откако здравствените власти соопштија дека лековите за спинална мускулна дистрофија се конечно достапни после долги години за ваквиот тип на ретки пациенти, секако стига од сите страни
позитивни реакции. Особено ова е случајот за малиот Јане. Верувам во јавноста познат, кој што стана познат со неговата волја уште од мали години да прооди и да игра фудбал. Вчера во централниот дневник на еден ТВ гостуваше неговата мајка, Деница Вилковска, која што раскажа дека фактички овозможувањето на терапијата на ваквиот тип на ретки болести е на многу среќна вест, не само за нејзиниот син, туку и за голем број на пациенти кои што мачеа до сега за да си ја земат соодветната терапија. Но повеќе слушаме од нејзината изјава. Веста беше убава заради тоа што веќе се приближуваме кон крајот на процесот на обезбедување на терапијата за овие пациенти, терапијата Спинраза. И со самата вест ние бевме среќни, најсреќните ќе бидеме кога ќе го боцнат Јане, тогаш ќе го отвориме шампањот. Но сепак ова е еден крупен чекор и известно е дека ќе дојде во скоро време, како што се надевавме и го очекувавме сите. Так, јавноста за Јане дозна пред неколку години, би рекле. Колку има? 3, 4? 2. Само 2 поминале? Само ми се чини одамна. Суперкупот беше 2017 практично, тогаш почна. Вашата борба трае подолго време. Да. Ова се првите позитивни сигнали во борбата што ја водите? Па да, ова се не се првите, но овие се веќе, да речам, финалните чекори во борбата што ја водиме. Борбата трае од самото дијагностицирање веќе 10 години, значи од првата негова година. Тој сеќа наполни 11. Така. Да. И борбата си е секојдневна, не дека ќе исчезне преку ноќ, не дека чудото може да го очекуваме веднаш, значи тоа е исто процес кој што ќе трае, меѓутоа борбата како родители ни беше да го заштитиме пациентот, значи јас своето дете и сите останати пациенти да ги заштитиме од понатамошно прогресирање на болеста. Болеста е прогресирачка и фатална, терминална болест, невролошка и овие полошите типови каде што спаѓа за жал и Јане, тип 1 и тип 2, се со скратен животен век, што значи дека ние за цело време апелиравме и покрај убавата приказна за фудбалот, дека оваа терапија спасува животи, односно ги зачувува пациентите во добра состојба со потенцијал за големи напредоци. А не дека правиме фудбалери, но не дека е тоа исклучено, дека може да се случи, нема гаранции, но сигурно дека има големи шанси. Она што во вашата изјава можеше да се слушне, нели, прва дадена по оваа убава вест е дека ете ова ќе биде причина повеќе да не ја напуштите државата. Вие бевте подготвени да заминете? Па јас од самиот почеток зборував дека кога се трага по терапија за дете, кога е недостапна во една држава, многу е реално да се очекува да се бара спасот во друга земја. И мислам дека и сите ќе ме разберат зошто ќе се подвргнев на таков чекор и јас и целото семејство. Тоа не е нешто заради аздис што вика, тоа е стварно, навистина за потребите за здравјето на детето и автоматски за подобро утре на целото семејство. Но немаше да бидам среќна и до последно не бевме среќни со таа опција и за цело време искрено речено избегнувавме, а Јане инсистираше да ја забравиме. Значи буквално велеше не сакам да чујам. Дури едно време беше во дилема да одбира. Но сепак за цело време не убедуваше да почекаме, тој покрај тоа што не знаеше, не беше свесен за сите аспекти на дијагнозата и за тоа колку може да се чека со оваа дијагноза со ваков пациент, си дадовме една шанса и знаевме дека ќе биде комплексно, дека ќе потрае, дека не може тоа баш едноставно и брзо да се обезбеди во Македонија, но сепак среќни сме што сме веќе пред крајот. Што вели Јане?
Јане вели конечно решение, нема да си одам. Нема да ја Среќен е, да, се виде во неговите очи дека мислам погледот му се смени. Едно време чувствував дека го зафаќа депресија затоа што он како созрева така разбира дека работите стануваат се посериозни и сега е фантастично расположен, среќен, затоа што знае дека ова ќе му го подобри, ќе му е подобри состојбата и ќе му ги зголеми шансите да си го оствари својот сон да се застане на нозе. За фудбалот кога зборуваме, тоа веќе можеме поинаку да разговараме, но самото застанување на нозе, самата вертикализација на еден човек ја менува комплетно перспективата комплетно во животот и на него и на сите околу него. Така што јас си го замислувам Јане навистина колку среќен женет човек со деца, со внуци. Се повеќе ке него се развива идејата дека може да живее живот со полна плуќа, па еден ден можеби и ќе се десат чуда. Андреј Наумовски, Тамара Ѓоргиевска, студенти кои го завршиле факултетот со чиста десетка, како и професорката на ФЕИД Христина Спасевска со Чомовски во студиото дебатираа на тема најдобрите кадри на македонскиот пазар. Не лежи еден инженер да биде добар инженер после откако ќе дипломира, ќе се здобие со дипломата, само доколку остане на формалното образование. Сепак формалното образование е теоријата, ни ги дава основите за ние да бидеме после инженери. Имав можност да работам во 2-3 области во текот на студиите, конкретно во областа на неорганско инженерство, потоа во областа на биоматеријали со наноматеријали, да на крај дипломирам во областа која што обединува две сфери, фармацевската дејност заедно со инженерството. Така што лично многу би го поздравила неформалното образование и студентите, односно инженерите, да можат во секоја прилика да работат доколку можат на научно-истражувачки проекти или да се вклучат во неформално образование, независно дали тоа ќе биде со БЕСТ, со ИАСТ или лично да се заангажираат да може да одат на професионални пракси, бидејќи праксите се она кое што нас не доучува во практичен смисла како да решаваме проблем. Технологијата напредува пребрзо и доколку одреден сака да биде успешен во тоа поле, мора да е во тек со сите тие, со повеќето од тие технологии, за да може да напредува во својата кариера и за да може да продолжи да не стане непотребен, пошто мора да се следи во технологијата, затоа што се цело време се менува и цело време напредува и генерално сите сакаат да користат најнова технологија, да работат со најнови алатки и така да мора, доколку некој инженер сака да биде добар инженер и да напредува во својата кариера, мора да е во тек со се што се случува и што би се случувало. Практицираш ли така речена софтверска обука во некој од домашните компании? Да, бев на повеќе пракси, конкретно во НЦТР и во Ендава. И тие практичната работа е дури може и побитна од самата теорија, затоа што без практична работа еден инженер не може да биде инженер. Не те привлече со оглед на фактот дека многумина од вас студентите кои ќе влезат во системите на обука, пракса, дека газдите ве усмукуваат за работа на нивните софтвери, програми и така натаму, и некоја фина паричка се лепи која за вас се движи до 400-500 евра пред да дипломирате. И да речете, сега не завршувам, па и добра работа. Па, конкретно јас лично работев цела 4-та година, цела последна година студирањето, ама одлучив да не го запоставам. Значи, и како работеше парт-тајм? Газда го толерираше тоа? Има конкретно неколку фирми во Македонија кои што нудат парт-тајм, со тоа што последниот семестар работев фул-тајм. Не одев многу често на предавања, ама следев материјали, учев и работев на проекти кои што ми беа поврзани со факултетот. Не го запоставив целосно. Професор Спасевска, Андреј и Тамара утре во 19 каде ми рекоа во музеот. Музеот на современа уметност во Скопје. Ќе ги примат инженерските прстени. Тоа е една вака пристојна и престижна награда за овој тип на студенти кои се прилично дефицитарни на домашниот пазар. Велат денеска дека нема програмер невработен, технолог невработен, машинист невработен и дека од факултет веќе се вработени. Но, за тоа малце подоцна. Кажете ми,
Колку студенти, колку дипломци се стекнаа со овој прстен? Ова признание ова година се доделува по 16-ти пат, значи почна уште во времето на починатиот председател Трајковски. За жал тој не можеше да го додели првото признание. Значи потоа следуваат другите двајца председатели, Бранко Црвенковски и Ѓорѓе Иванов, за да од оваа година признанието го доделува новиот председател Стево Пендаровски. Лани имавме јубилеј 15 години и клубот на добитници на инженерски прстен направија една анкета. Успеавме да пронајдеме поголем дел од добитниците. Станува збор за 150 до лани и сега имаме уште 10, значи станува збор за 160 добитници од сите инженерски дисциплини. Значи не зборуваме само за техничките науки, тука се земјоделството, шумарството, технологиите, рударството, технологиите и така натаму. Она што ни покажуваат нашите резултати од анкетите е дека некако пресек на тоа каде се овие млади луѓе после 16 години е 2010 година. До 2010 година скоро сите, минус 1, мислам од кандидатите, од оние што беа анкетирани, останале во државата и се наоѓаат и веќе се редовни професори, па дури имаме и декани. Да, како што и знаеме да ве подсетиме, сите овие разговори ги има на нашиот сајт 1tv.mk или на нашиот YouTube канал. Ние за сега ве поздравуваме, секако како што ви е добро познато, следуваат вестите на 1tv, се гледаме нешто по 15 часот.